Здруженијето Здрава Котлина ги собра потребните потписи за официјализирање на иницијативите за референдуми во Босилово и Ново село. За нецели 3 дена по 100 потписи за секоја иницијатива собраа во подрачната канцеларија на Државната изборна комисија во Струмица, кои потоа ќе им бидат поднесени на општинските совети. Барањето на граѓанските иницијативи е советите да распишат референдум за работата на рудникот Иловица. Во спротивно тие ќе почнат со собирање потписи кои изнесуваат 20% од гласачкото тело во секоја општина, за да го остварат своето право. Според Милена Зафирова, граѓанската свест за овој рудник мора да се крене на повисоко ниво, бидејќи рудникот ќе го промени животот на луѓето од цела Струмичка котлина. Исто така, за да почнат со изградба им треба интегрирана еколошка дозвола од А категорија, бидејќи рудникот се наоѓа на 7,5 километри, само 7,5 километри воздушна линија со границата од Бугарија. И тоа секако ќе представува проблем. Зборуваме овде за прашина, за отровни честички, PM2,5, PM10 честички, кои што се зборуваме за тешки метали, за честички кои директно се лепат на белите дробови, зборуваме за канцерогени заболувања, зборуваме за силикоза, за леукемија и така натаму. Овие ќе бидат четврти, односно пети референдуми во југоистокот за рудниците. Во април гевгеличани гласаа против отворање на рудници, а не на Казандол во јуни му кажаа богданчани. За рудникот Казандол референдум ќе има и во Дојран на 23 јули, а во Валандово на 20 август.